Добро вечер, почитувани. Нов термин резервиран за дебата на отвореното студио на телевизија Нова. Вечерашната тема е синдикалното движење и работничките права во земјава. Во студиото мои гости се Пеце Ристевски, председател на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство, Ангел Димитров, Организација на работодавачи на Македонија и Пецо Груевски, Синдикат на работниците од управата и правосудните органи. За оваа дебата покана беше испратена и до синдикалниот лидер Живко Митревски, но председателот на ССМ ни кажа дека не може да дојде бидејќи имал семејни обврски. Исто така покана испративме и до Јаким Неделков од Синдикатот за образование и наука, но ни тој не се одзва на нашата покана за учество на оваа дебата. Господа, политичката состојба во земјава е се понеизвестна, па никако да биде и надмината. Па еве на средина од овој месец на трудот, негде на средина најдовме термин да разговараме и за работничките права во Македонија. Ве прашувам тројцата, ги има ли? Пецо? Па, не можам да дадам една општа констатација. Имаме средини каде што можеме да кажеме дека се почитуваат, имаме колективни договори и тука навистина не би имале забелешки. Онаму кај што има социјален диалог и на пониско ниво, да речеме со работодавачот во установите и организациите кои ги застапува нашиот синдикат, можам да кажам дека и се почитуваат и се респектираат и барем на синдикатот. Меѓутоа, онаму кај што немаме добар социјален диалог, не се почитуваат правата, дури и во некои средини има драстично кршење на правата од работен однос, но реков се е до развивениот социјален диалог. Ристевски, како вие гледате на работничките права? Значи, во една држава со голема невработеност, со ниски плати, со необезбедени и квалитетни услови за работа, значи од аспект на безбедност и здравје при работа, значи малку може да се зборува за почитување или непочитување на правата од работен однос. И кога сме тука, значи, од два аспекти ги посматрам. Едно е квалитетот на правата од работен однос, значи што го имаме, а второ е законската регулатива. Значи што како закон, како општ колективен договор кој е задолжителен за приватниот сектор, значи се почитува. Значи одма тука констатацијата се може одма да се излече, а тоа е дека таму каде што функционира социјалниот диалог, значи можеме да констатираме дека сме задоволни од почитувањето на правата од работен однос. Значи, додека таму каде што нема или е лош социјалниот диалог, а за жал во Македонија во поголемиот процент, огромниот процент на работодавачи и работници не се организирани, значи таму имаме кршење на правата од работен однос по сите основи. Дали се работи за плата, дали се работи за работно време, за одмори и надоместоци, додатоци на плати и така натаму. Значи, да не све генерализираме, факт е дека имаме добар дел на работодавачи кои ги почитуваат правата од работен однос. И она што како закон го регулира, и она како општ колективен договор, и она што го имаме како колективен договор на работодавач. Господине Димитров, вас ве прашувам од страна на работодавачите како председател на оваа организација. Колку газдите ги почитуваат работниците? Па иако јас настапувам, нели, и представувам работодавачите во овој случај, мојот одговор нема многу да се разликува од одговорот на претходните 20 дискутанти, затоа што нашиот став е дека вака конципиран законот за работни односи, иако има одредени слабости, непрецизности, и му е потребно навистина едно озбилно номотехничко уредување, сепак да дава навистина висока заштита на работниците. Од друга страна постои се уште предпријатија, значи работодавачи кои не го почитуваат овој закон. Значи во имплементацијата, како и во многу други закони, сме многу послаби во однос на тоа што стои на хартија. И овде претходниците кажаат дека социјалниот диалог е она алатка која може овде да помогне, но јас би рекол дека почитувањето на закон за работни односи во многу зависи од понудата и побарувачката на работна сила.
Значи, не можете вие да во услови на една огромна невработеност, као што беше, да речеме, над 35%, да барате целосно почитување на работничките права. Значи, самото тој расчекор помеѓу понуда и побруачка на работници на пазарот на труд ве прави во ситуација, ве става во ситуација да работодавачите така лесно го избегнуваат почитување на одредени работнички права. Рудниците Тораници излетово ќе добијат нов газда. Ќе се инвестираат околу 10 милиони евра, а газдата ќе стопанисува 30 години. Како гледате вие на овој нов дил помеѓу рудниците и бугарскиот газда? Ќе се подобрат ли условите во Тораница и излетово тоа на што беа индиските газди? Видете, значи во овој момент и од правен и од фактичка состојба, значи статусот на рудниците Летово и Тораница е, значи, тоа се рудници во стечај, односно нивното предпријатие имаме во стечај. Што значи, во тој дел нема никаква промена. Ова што се случува, што е најава, и што е почната некаква постапка, тоа во овој момент не ги тангира воопшто рудниците. Од аспект на тоа што бугарскиот инвеститор, значи Минстрој, купи право на концесија, значи да експлоатира минерална суровина, олово и цинк и така натаму. Значи воопшто постапката за продажба на рудниците, значи воопшто не е почната до овој момент. Меѓутоа најавите се такви дека тој истиот газда утре кога ќе се распиши, значи тендер за продажба на имотот на тој стечаен должник кој е сега ликвидиран, значи пројавува интерес дека ќе го заокружи тој процес, значи што е и логички. Не може рудник без концесија или концесија без рудник, односно без опрема инсталирана таму, дали флотација, дали експлоатација и така натаму. Значи, ние имаме ветување дека работите ќе се забрзаат, меѓутоа факт е дека до овој момент не оди така како што беше најавено. Значи, од нешто како најави го имаме и од средбите со надлежните институции, јас сум имал повеќе средби и со сегашниот премиер, и со Министерството за економија и така натаму, дека веќе работниците ќе почнат да се движат до крајот на овој месец. Ние три барања имаме како синдикат, значи брзо рестартирање, враќање на сите работници и исплата на сите заостанати побарувања кои ги имаат работниците. И такво ветување ние до овој момент имаме дека сите тие три ќе се исполнат. Меѓутоа, за жал, постапката е малку закочена, бидејќи претходниот газда преку своји фиктивни фирми го има цел имот во двата рудници ставено под хипотека. И значи додека тоа не се рачисти, може да постои само некоја варијанта да се дадат рудниците под закуп и тоа е под прашање дали без согласност на тој хипотекарен доверител може да се дадат. Значи, од ветувањата што ги имавме и од нашите институции, и од самиот газда, неколку пресконференции држеше и така натаму, тоа што го најавува апсолутно е прифатливо за нас и се надеваме дека така ќе биде, меѓутоа тоа треба брзо да се заврши, затоа што веќе таму тензиите се зголемуваат, рударите престанаја да примаат надоместок од бирото по основна невработеност и сега немаат никакви примања. Колкав долг остави Индоминерали? Па, она што се утврди во стечајната постапка без некои спорни доверители кои водат спорови за да докажат своето побарување, негде околу 8,5 милиони евра. Така. Ќе се вратиме повторно на дебатава, идеме со кратка пауза за реклами и веднаш се враќаме со синдикалните проблеми во Македонија. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен. Господине Груевски, денеска истече рокот кој го дадовте за написмено да добиете потврда дека судската администрација ќе добие зголемување на платата за 35%, во спротивно стапувате во најавениот штрајк. Кои се следните чекори? Ова е последна фаза од штрајкот кој на два пати беше одложуван, односно имавме 3-дневен штрајк во март, на 23, 24 и 25 март,
со тоа што на 25 март имавме протест. Тоа го направивме од причини што очигледно работодавачот, судската власт, не сакаше да ги види нашите барања, не сакаше да види дека се случува штрајк. Меѓутоа, огнот го засилија некои структури во судската власт со писмото кое до судовите беше испратено за зголемување на платите на судиите, односно на додатоци на плата, врз основа на закон изгласан на 31 декември. Судската администрација беше огорчена заради тоа, затоа што никогаш во сегашниот период не добила зголемување на платите без штрајкови. Можам слободно да кажам за сите судски власти до сега. Едноставно ја забораваат судската администрација. И не водат сметка, и мене навистина ме чуди како при 3-дневен штрајк, при протест, поранешниот председател на судскиот совет не забележа дека ние имавме едно побарување за зголемување на платите, односно изедначување со јавното обвинителство, кој ги зголеми платите, со судиите, јавно обвинителските службеници. Меѓутоа, кога ревотот беше огромен, кога и му кажавме дека работата е премногу сериозна, барајќи решение со договор, со диалог да го решиме прашањето, во последен момент се разбуди свеста кај судската власт и пристапивме кон некакви преговори кај министерот за правда. Беше упатено барање до владата да се изнајдат можности. Владата позитивно одговори и го задолжи Министерството за труд и судскиот совет, каде се наоѓа судскиот буџет, да изнајдат средства да се задоволат барањата и на судската администрација. Значи, ние не баравме некакви нови зголемувања и така натаму, туку само изедначување со останатите. Значи, самите го предизвикаа тоа, не водејќи сметка за судската администрација. И што се случи? Во последен момент, Министерството за финансии негативно одговара на тоа барање и од тие причини ние рокот кој два пати го дадовме, односно два пати го одлагавме штрајкот, со цел на мирен начин да најдеме решение, беше одложуван и со оглед на тоа што добивме негативно решение, од утре стартува штрајкот во правосудните органи, односно во судовите, и ќе трае се до исполнување на ова барање. Колку лица работат во правосудните органи? За колку луѓе станува збор? Па, со се судиите негде околу 3400, а судска администрација мислам дека се негде околу 2300 работени. Ќе биде повторно двочасовен протест или? Не. Целодневен штрајк од почеток до крајот на работно време и до исполнување на барањата. Значи неколку дена би требало штрајкот? Па јас би бил среќен кога штрајкот утре би почнал и би завршил, али со конкретен одговор да седнеме да разговараме. Меѓутоа, имајќи ги опредит искуствата до сегашни, јас мислам дека повторно судската власт ќе се однесува игнорански и ќе ни мери силата да види колку е и колку луѓето можат да издржат. Но можам да кажам дека огромно е незадоволството и јас при првото одлагање на штрајкот најавив и во следбите со надлежните и му кажав. Може да дојде до ескалација на овој протест и од социјален да помине малку во инакви размери да добие. Многу е сериозна ситуација, бидејќи е огромно незадоволството. И затоа како синдикат сакаме да се оградиме дека нема да сносиме било какви последици, бидејќи ние не сме иницијатори на таа незадоволство, туку судската власт со својот игнорантски однос. И навистина би било лошо ако утре не снимаат да видат како ќе се одвива штрајкот и колку е нашата моќ. И јас мислам, се уште постои време, седнеме и да разговараме, да изнајдеме решение. На крајот и да заврши штрајкот, ние мораме пак да седнеме на маса. Бидејќи судската администрација утре ќе биде надвор пред судовите, ќе протестирате, така? Да. Дали тоа значи дека судовите нема да може да функционираат нормално? Да, апсолутно, и мислам дека ќе биде поригорозен од сите до сегашни штрајкови, иако според упатството кое го има дадено на нашите членови, неодложните идни работи ќе се извршуваат, меѓутоа мислам дека ќе биде крајно рестриктивен и реков, не знам како ќе се несуваат одредени незадоволници, вработени и со право незадоволни да кажам, и како ќе го рефлектираат, како ќе го насочат своето незадоволство. Така, господин Димитров, дали Организацијата на работодавачи и оваа година има активности околу проектот Пристојна работа за секој граѓанин? Да, точно е. Ние заедно со Меѓународната организација на трудот работиме на овој проект и тоа е во склад со нашите заложби и цели. Значи, Организацијата на работодавачи на Македонија
постојано работи на 3 фронта. Тоа е првиот фронт е социјалниот диалог на трипартитно ниво, на национално ниво и на бипартитно ниво со нашите социјални партнери. Потоа колективното преговарање, значи овде ги читам на тело под вашите барања за колективни договори секаде, и тоа е и нашето барање, затоа што на еден начин оние работодавачи кои не се членки во организација на работодавачи и оние работници кои немаат синдикат, не се вклучени во социјалниот диалог, на еден начин представуваат и нелојална конкуренција на компаниите кои навистина имаат колективно преговарање. И колективното преговарање треба и ние како работодавачи да го поддржуваме. И на крајот фактички лобираме за подобри услови за понесување, усогласување на одредени законски прописи. Особено сакаме да влијаеме на оние закони кои добри закони со добри цели кои се донесува од Собранието на Република Македонија, но кои не даваат ефекти. Значи сакаме да ги направиме применливи законите, да вистина да се остварат целите за кои се донесени. Така, се почесто бизнис заедницата излегува со барање дека треба образованието и бизнис секторот да имаат појака врска, дека недостасува квалификуван кадар на пазарот на труд. Што недостасува според вас? Па во последно време навистина се доволно дискутира на таа тема, значи сите станавме свесни за тој проблем. Проблемот се гледа најмногу на еден расчекор што се јавува на пазарот на трудот. Може да ги погледате и од Агенција за вработување на Република Македонија. Ќе видите дека во Македонија има над 600 магистри кои чекаат работа. И не знам, сигурно над 100 доктори на науки. Значи, сакајќи мислејќи дека луѓето со високо образование многу полесно доаѓаат до работно место, ние го стимулиравме завршувањето на висока стручна спрема, но од друга страна добивме некои си дипломи без доволно знаење и дипломи за некои општествени науки за кои нашето стопанство нема потреба. Па сега стопанствениците бараат работници во преработувачката индустрија, бараат разни занаетчи, значи бараат и заварувачи, бараат машинобравари, бараат возачи на кранови, бараат местачи на изолациони материјали во градежништвото и така натаму, додека овие луѓе кои завршиле некаков си факултет, имаат некаква диплома, не сакаат да прифатат такви работни места. Значи во Македонија мора Како да ги стимулираме уште во основно образование да направиме навистина една распредбел на луѓето, едно кариерно советување, селекција, да не може секој да оди да заврши високо образование и да чека работа со високо образование. Значи мора да младите да сватат дека не е срамота да бидеш машинобравар, не е срамота да бидеш водоводчија. Ако си за тоа добро платен, имаш каде да научиш и добиеш па макар некаква си преквалификација, не мора тоа да биде завршено средно стручно образование. Значи можеме да го земеме примерот да речеме од Сојузна Република Германија, каде занечиската комора е толку многу јака и дека навистина немаат никакви проблеми со снабдување со таква работна сила во поглед на тоа стручно образование. Кај нас отидовме во еден друг правец, мислејќи дека на тој начин ќе го намалиме бројот на невработените, но само структурата на невработените се смени. Стана студенти на невработени. Така е. Значи, мало дополнување. Значи, тоа промовирање и отварање на факултети по села и градови, значи, многу ги натера младите да вели јас секако седам дома, не работам, ќе завршам високо образование. Веќе се менува позицијата. Сега не се враќа тој на занаед. За разлика, да речеме, западните развиени земји. Па тој знае дека уже во втора, трета година на занаед, кога дека ќе остане на работа и не размислува за повеќе. Затоа што се вели, јас немам намера да учам, имам вработување, почнува да добива уште при образованието, на пракса кога оди добива некаков надоместок и тој веќе му се тие пари, така да речем, пред език си вели, мајсторот зема толку, и јас мајстор ќе земам и зошто и да учам. Значи така, многу треба. Јас, стручно училиште учев како средношколец. Па ние 3 дена одевме на практична настава, 3 дена, тога 6 дена се учеше, 3 дена одевме теорија, по 10 часа теорија. Меѓутоа, секој кој ќе излезеше од нас, излегуваше одма мајстор на машина, дали на струк, дали на глодалка, дали на заварувач, да биде секој. Сега ти немаш со 1 час во месецот или неделата пракса, тој оди вода да им носи на мајсторите во предпријатијата. Тоа не е вистинска пракса. Не е пракса, тоа само формално да има тој документ дека е поминал пракса, да веќе му треба пред училиште запишување од следната година. Им што ни недостасува кадар, дали недостасува и професорски
кадар, кој тие што треба да ги научат студентите, учениците, да ги усмерат кон некаков правец. Па видете, ако земите дека денешниве професори грото се во оваа генерација кога системот на образование е многу изменет и не соодветен на барањата на индустријата, значи и таму нема луѓе кои со својот пристап кон значи одредена професија, одредено занимање би предизвикал интерес кај младите. Значи и тие професори само сваќаат дека тој 45 минути или 40 треба да се го одржи часот, баш го брига дали тој ученик има интерес за таквата работа, таквото занимање, таквиот занает. Значи, апсолутно несоодветен кадар има во образовните институции како резултат на сета ова политика друга што се води, зборувам, од осамостојувањето наваму. Јас би сакал, извини, само да дополнам стратешки проблемот да го гледаме. А тоа значи дека Македонија според бруто домашниот производ по жител, значи пер капита, се наоѓа во држави меѓу 3 и 9.000 долари, значи некаде 4.100 и 200, каде што според Светска банка критериуми за развој треба да биде зголемување на продуктивноста, инвестициите и извозот. Значи ние не може да се занесуваме сега земја со 4.000 долари да се мериме со земјите кои имаат 40.000 долари GDP, каде што најголемиот дел од приходи ги добиваат од услуги, од патенти, лиценци, од знаење. Висока технологија. Така, каде што вложуваат огромни пари во базичко знаење. Македонија не сме да се откаже така лесно од преработувачката индустрија. Но за тоа ни треба и квалификуван кадар, тоа може да ни биде навистина хендикеп во идниот период. Ако нашата преработувачка индустрија, која денес дава најголем процент од извозот на Македонија, ние занемариме и велиме, ајде, ние ќе живееме од продажба на софтвер во странство. Колку Македонија заработува софтвер? Значи, убаво е да живееме од софтвер и од услуги, но тоа време треба да се помине. Ние тој развој се уште не сме го поминали. Така да се вратиме малце сега на синдикализмот околу состојбата на загубарите. Претходните години барем 2 пати неделно имаше штрајкови и протести по главниот град. Охисовци беа опфатени со законот за обештетување, но сепак уште се ги бараат за останатите плати. За Охридски ЕМО има веќе најави дека има заинтересирани компании. Во Прилепски тутунски комбинат влезе Филип Морис. Каква е состојбата во моментов со загубарите? Еврокомпозит не го спомнав. Каква е? Значи, со Охрид завршена е приказната. Не сакам да навлегувам во причините, дали објективни беа или не, дека на 14-15 тендери да не се јави никој. 14. Ние на 2-3 пати со некои 2-3 партнери заинтересирани заедно со представниците на економија бевме вклучени. Меѓутоа со сите други кои доаѓа и од кај доаѓа, кој беа, што нуда и така да, таму не знаеме и не можеме да коментираме тоа. Меѓутоа факт е дека се случи најлошото. Значи во Охрид се отворени стечени постапки во сите друштва, вклучувајќи го јавет. И таа постапка тече, значи овие месец и пол. И онака како што е состојбата со такво задолжување, проблемот со тоа Линданот што кажуваат и така натаму, јас не верувам дека ќе се најди некое решение да некој го купи Охрид како Охрид. Може да се јави некој од поединечните друштва како што е течни детерженти, прашкасти билјана, па ПВА, тоа кои бои, лакови и така натаму, и евентуално пластен, пластични маси и друго. За другото нема, значи, еднина, а дополнителен проблем во реализација на тоа е хипотеките кои ги имаат банките над имото. Значи, за сите постапки треба да дадат согласност. Се произведува нешто во Охрид сега? Сега се произведува нешто во друштвото Билјана, прашкасти, меѓутоа и течни детергенти кои ги има земен некој под закуп со 10 работници. Значи, тоа е, мислам, дури и смешно да се каже. Меѓутоа, дефинитивно, работниците, немајќи каде, прифатија тоа што се понуди пред 2-3 години, таа испратнина од 1500 до 2500 евра, бидејќи секој ден само
се откуцуваше нова неисплатена плата и дојде до 24 неисплатени плати и агонијата требаше да заврши, а не дека беше квалитетно решението. ЕМО е исто така завршена приказна. Тоа што се протежира дека има заинтересиран купец, нема. Може има заинтересиран некој хала да земи за друга дејност, а никако за тоа производство, значи. Значи нема да ги земени работниците. Нема, ама нема работници во ЕМО веќе. Останаа уште 100 работници од 3.500. И тие 100 работници ево година и пол не одат на работа, бејќи тие погончи некај што работе ЕМО Монти, ЕМО производство, од септември месец 2014 година немаат струја. И не оди никој на работа. Значи, апсолутно не може да стане дека некој субјект правен ЕМО ќе се продава. И другото што е важно, ЕМО беше поделен на друштва, 24-5 друштва низ цела Македонија. Скоро сите отидоа во стечај, останаа од тие две наново формирани 2012 година, меѓутоа и тие дојдоа сега со 30-40 неисплатени плати од 2012 година до сега, што значи 1-2 плати исплати како нови друштва. Значи завршена е приказната и во ЕМО. Едино може тие 100, ако некој им потреба некакво обезбедување и така натаму, затоа што дејностите кои ги ЕМО имаше производство на трансформатори, изолатори, склопки и така натаму, веќе е згаснат. Прилепскиот тутунски комбинат? Прилепскиот тутунски комбинат најбезболно се решава кризата. Прво знаете, тутунот сепак се уште во светот е интересен. Меѓутоа, и таму за возврат на тоа што значи, немаше потреси, не дојде во стација работниците да немаат плата, па се случи при влегувањето на Филип Морис во се уште јас мислам дека е во деловни односи, бидејќи имотот не е купен, доправа ќе се купува имотот, меѓутоа Филип Морис даде пари, повеќе од половината работници од 900 и нешто што беа преку 500 си отидоа благодарение на солидните испратнини кои ги исплати, значи до 5-16.000 евра, и сега ние имаме комбинат кој некогаш имало неколку илјади, сега имаме со 350-400 работени, и сега ако е тоа решението, така. И четвртиот не остана Еврокомпозит. Еврокомпозит Во најтешка состојба? Не е во најтешка состојба, најтешка беа ЕМО и ОКИС. Таму се исплаќаат редовно плати, значи во последниот период имаат нешто застанато, не се многу голем број, меѓутоа има застанати подолг период неплатени придонеси. Последно време влегува обем на производство кое може да ги покрива тие трошоци што се тековните, а за застанатите да не говориме, се уште е далеку од тоа. Меѓутоа имаме една социјална стабилна ситуација сега, до кога ќе трае, не знаеме. Од средбите во Министерство за економија и кај премиерот, значи во овој момент пако да нема размислување за продажба на тој капацитет, а јас мислам дека ако се понуди некој квалитетен инвеститор, тоа може да се продаде. Така, господин Груевски, колку во синдикатот е навлезена политиката? Па јас конкретно би можел да зборувам за нашиот синдикат, а таа оценка би можела важи и за другите од јавниот сектор. Во приватниот навистина не би можел да кажам, меѓутоа во јавниот сектор мислам дека длабоко е навлезна политиката. Од една страна што работодавачите, значи на јавниот сектор владата е работодавач, министерствата, сакаат да имаат своје влијание врз синдикатот, а од друга страна можам да кажам дека и партиската припадност на одредени членови на синдикатите влијае на акциите на синдикатот. На одредени функционери? Да. Членството е хетерогено. На одредени функционери се мисли на пресатели на синдикални организации и така натаму, кои, гледајќи си ги личните интереси, ја отупуваат, да речем, оштицата на синдикалната борба и постојат повеќе формално отколку фактички. Од друга страна, во цел овој изминат период не се направи, уствари се праве обиди, не успеавме синдикатите да ги трансформираме во вистински организации и застапници на правото на работниците. Се уште меѓу огромниот број членови постои сваќањето дека синдикатот треба да служи за некакви набавки. И се уште поединци кои раководат во синдикални организации
позицијата на синдикатот ја сваќаат така, но морам да кажам дека и дел од членството тоа не секогаш се виновни тие. Така да, додека не се ослободиме од тој баласт и додека не имаме вистински социјален диалог, работите ќе стојат така. Политиката ќе може да влијае. Јас конкретно би кажал за нашиот синдикат. Политиката во повеќе организации е влезена. Дури имавме и одреден упад при нашите избори, но со гордост можам да кажам дека успеавме да се одбраниме од таквите влијанија. Повеќето луѓе не потпаднаа и на некој начин можам да кажам дека го одбранивме синдикатот од таквите влијанија, не до крај, но се обидуваме и постојано кажуваме дека ние сме синдикат кој постоиме за членовите, а не за работодавачите или за било кој политички партии. Во нашиот синдикат имаме членови од сите политички партии и навистина огромниот број од нив не делува во синдикатот партиски, него синдикално. Тука е проблемот. Ако член на синдикатот и е на раководно место, делува политички, веќе тука се остварува политиката на одредна политичка партија. Што со оние што немаат синдикат? Ми се чини дека кај странските инвеститори не се синдикално здружени работниците. Таму раководи менеджмент кој е обучен од западноевропските земји, каде што навистина се почитува трудот на работникот. Имаме ли информации дали тие исто така го почитуваат и македонскиот работник како што се почитува работникот во Германија, или само име надлежност да дадат плата? Да бидам прецизен, кај странските компании јас би ги поделил на два типа странски компании. Оние кои се во технолошките индустријски развојни зони и оние што се надвор од технолошките развојни зони. Нашите најактивни членки кои многу допринесуваат и во работењето на Организација на работодавачи на Македонија и во социјален диалог се странските компании. Али оние надвор од зоните. За жал, оние другите што се во технолошките индустријски развојни зони се однесуваат малку како привилегирани. Значи, тие од нив, за жал, имаме само две такви компании кои се наши членки. Другите немаат ниту синдикат, ниту пак покажале интерес за здружување во некоја организација на работодавачи или здружение на работодавачи. Мислам дека тие имаат директни средби со владата и дека мислат дека на тој начин ќе ги остваруваат своите права, но што се однесува до синдикално здружување, нашиот устав и нашиот закон за работни односи е многу јасен, значи работодавачот не сме на никој начин да го спречува здружување на работниците во синдикат. Тој не е тој што треба да иде да ги стимулира или да ги за да се зачленат, но тој не сме на никој начин да биде пречка за здружувањето во синдикат на работниците. Така да мислам дека и Сојузот на синдикатите на Македонија имаше една таква изјава, мислам, господинот Митерски, дека во идниот период ќе обрнат повеќе внимание на вработените во технолошките индустријски развојни зони, кои навистина не се офатени во никаков социјален диалог, ниту во колективно преговарање. А понудено има да бидат вклучени во синдикализам? Па сигурно е понудено тоа и тие самите го знаат, но тука останува на синдикатот малку повеќе активности за да може да приде до тие работници, да ги објасни правата од работен однос, да ја оствари што ќе остварат со ако се зачленат во синдикат и така натаму. Инаку ние според последното решение за репрезентативност застапуваме 19% од вработените во Република Македонија од приватниот сектор од стопанството. Додека мислам дека синдикати застапуваат многу помалку и тоа е проблем за развојот на социјалниот диалог, затоа што ние кои стапуваме со одредени барања пред владата, да речеме да одредени прашања кои се регулирани со закон за работни односи, таа да го препушти да се регулира со колективни договори, таа има право целосно да ни рече кои ќе бидете доволно репрезентативни, кои и синдикатот и вие работодавачите ќе имате над 20% од вработените, тогаш јас можам слободно да се потправам на вас дека сте спремни, имате капацитет да преговарате. Но додека ви имате 10%, 7-8%, вие не сте доволно репрезентативни. И ние треба и синдикатот и ние да сме свесни за таа работа. Мораме да ги подигаме нашите капацитети, да имаме повеќе членови да застапуваме, така и нашата сила пред владата ќе биде многу поголема. Во какви услови работат вработените во тешките индустрии? Имате доволно опрема, доволни услови од страна на компаниите? Значи, можам да зборувам за таму каде што како синдикат сме присутни, апсолутно се тежи да се вложува во безбедност и здравјето при работа.
Значи, исклучок нам ни беа овие два рудници, Злетовите Раница, каде во ништо не се вложуваше, не само во безбедноста, ни во репроматеријали, ни во опрема, затоа и така дојде ситуацијата. А инаку во другите, дали се работи за металургија, дали се работи за рудници, дали се работи за металопреработувачи, значи се тежи максимум да се постигнат бараните стандарди од аспект на безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, ви кажувам, таму каде што не се присутни. Јас сум бил во компании или, ајде да речам, друштва кои немаат синдикат, меѓутоа, кога ќе видам, огромна е разликата меѓу онаму, кој што и Ангел рече, кај тие што се организирани, функционира социјален диалог, се почитува закон, еден, друг и трет. Значи, положбата е една, а друга е таму каде нема партнер, фактички. И ако видите што се случува секојдневно на градежни скелиња, во еден период во рудниците се случуваше и така натаму, значи тоа е последица, неспорно е дека некогаш од невнимание на работникот и тоа. Меѓутоа, факт е дека и последица на недоволно обезбедените услови. Меѓутоа, зошто така се однесуваат тие работодавачи? Затоа што никој до денес во Македонија, стотици работници во период од неколку години назад се погинати на работни места. Еден случај најдете кога бил некој земен на одговорност, дали работодавач или одговорно лице и така натаму. Значи, тако моција оттаму доаѓа се и инспекцијата, дали била таа за безбедност и здравје или трудовата, на крајот се завршува со констатација невнимание на работникот, сплет на околности и така натаму, нигде винове нема и така се продолжува. А сепак се на терен. Инспекторите се на терен, меѓутоа заеднички имаме констатација еднаш дека тие не функционираат. Апсолутно. Посебно трудовава инспекција таму кај што не треба казнува, таму кај што треба гледа низ прсти. Дури тешко и да ја натераме да изврши увид за конкретни случаеви. Ако споредите два наоди за ист случај кај два различни работодавачи, кај едниот апсолутно, значи правно, по закон, по сите што се вели нормативи е даведена забелешката и постапено, а кај друг апсолутно, тотално паушално. Значи, затоа велам, од тој аспект и ние и работодавачите имаат проблем со одреден број на инспектори. И затоа имаме ваква, значи, лагодност кај голем број на работодавачи. И ова сакав да се малце една реченица две околу Ангел што кажуваше за односот на странските инвеститори и така седа. Значи, странските инвеститори буквално ништо поразлично не се однесуваат од нашите, така? Нити донесоја нешто да повлечат, па да нешто тие научат, одни едноставно се вклопија во тоа сивило и таму сега. Ако има бидејќи тие се дојдени од западноевропски земји каде што нема разлика. Нема разлика, апсолутно ги прифаќаат наши норми, дури еден господин од Рекселмајер од Германија дојде, мајтап си играше со нас, зар сакате да ви дајме германски плати и така натаму. Па ние дојдовме за да ви дајме 200 евра или 150 евра плата за да заработиме поќе. Мислам, крајно понижувачко. А имаме и такви наши, само што се воздржуваат да го кажат. А тамо кај што функционира, да речеме, странски инвеститори, Фени, странски инвеститори, Мител Стил и така натаму, немаме никакви проблеми, ни за безбедноста, ни за Евана и така натаму. Затоа, а и кај нас ако земите, кај Ангел да функционира, а Кофи Ангел да отидете во Прилеп, не функционира ништо, мислам, од аспект на социјален диалог. Јас не велам, може дава повисоки плати од него, меѓутоа, то може да биде денес, утре, по желба. А тој кога нема работа, треба да му исплати таа што е договорил плата. Значи, шаренило во однесувањето има. А околу синдикалното оргање, слабостите што ги имаме ние како синдикати, како синдикални лидери, така натаму се огромни. Тука нема дискусија. Меѓутоа, и таму каде што вложуваме напори, имаме сериозни проблеми. Зошто? Затоа што денес е многу тешко да најдеш синдикалец кој има договор на одредено време. Значи, не ни е проблем нам за членство да зачлениме.
Проблем е да најдеме луѓе кои ќе се нафатат за тоа. Јас 10 пати седнував со можда 1000 работници во Дрексло и Майер. Седнував. 5 пати седнував со менеджментот. И декларативно дека нема никаква пречка. И јас му велам, ако е така, ајде тие ние што ќе ги именуваме или што ќе ги избериме, да им се трансформира работниот однос на неодредено време. Затоа што ти многу софистициран утре ќе речеш, не му давам отказ јас на Ангел, затоа што е синдикалец. Него договорот му беше до вчера и му прекина работниот однос. И никако не прифаќа. А за членови ние наоѓаме, меѓутоа такви активисти во овие услови не е проблем. А иначе ова што рече ПЦ кај нас, голем број на синдикати се претворија во туристичко-трговски организации, организираат одмори, набавки, вака, така. Апсолутно синдикализмот само е на последно место. И затоа сме вакви какви што сме. Да направиме само уште ако една можем. за реклами, па се враќаме веднаш во студиото. Да, господин Груевски, вие прекинав мислата, повелете. Па на синдикализмот, на амбиентот во државата за зашенување во синдикати, за влијанието на синдикатите кај работодавачите, многу негативно влијание имаат оние синдикати или синдикални организации кои, како што рекоа и претходните, последно колегата Пеце, се претворија во трговски друштва. И јавноста не прави разлика од синдикат до синдикат, туку гледајќи ги тие синдикати сметат дека сите синдикати се такви, се занимаваат со споредна работа. И навистина е тешко пред членството да докажете дека вие сте поинакви од другите, дека вие сакате да се лагате за права за работниците, да го застапувате во дисциплински постапки, да подпишете колективни договори и така натаму. Раслоено е страшно синдикално движење. Јас мислам дека синдикално движење во Македонија во една страшна агонија, од која тешко ќе се излезе, ако не се изродат синдикати кои ќе повлечат напред. Меѓутоа, неколку синдикати кои во Македонија постојат и кои може да се наречат вистински застапници интересите, тешко може да го повлечат цел тој товар за да отиде на напред синдикално движење. Значи, потребно е пред се обединување на синдикатите. Денеска вие имате ситуација кога формирале синдикална организација и тука завршиле. Не се припојиле на никој синдикат заради остварување на правата, заради поголема сила. Ево, синдикатот НУПОС е синдикат од јавниот сектор. Ние покренавме иницијатива и пак ќе покренеме за обединување на синдикати од јавниот сектор. Ако не се обединиме, не може вака. Многу синдикати од јавниот сектор, синдикални организации во јавниот сектор кои никаде не се. И што е најстрашно? Кога се носи закон, кој влијае на правата на работниците и измени во закон за работниците, да речеме, баш тие синдикални организации кои не припаѓаат никаде, а се представуваат како синдикати, тие реагираат. Каде е синдикатот да реагира? Значи, тој смета на нас како на експониран синдикат, да речам, а воопшто не смета на неговиот синдикат или синдикална организација во која припаѓа и во која плаќа членарина. Значи, некој сака во нивно име да заврши работа. Затоа синдикатот НУПОС пред 4 години беше иницијатор за подпишување на еден меморандум за соработка со неколку синдикати, тоа е новинарскиот синдикат, синдикат на Македонска дипломатска служба, кон која платформа после се приклучи некои други синдикати и рековме, ние ќе одиме малце поинаку со синдикални активности, бидејќи тоа го подпишавме во предвечерието на 1 мај, рековме, од сега 1 мај нема да го прославуваме со скари, како што е случај, ќе правиме една традиција и, како што гледате, од година во година тоа го правиме на се подобар начин. Исто така оваа година, неколку синдикати во составот на ССМ, кај што има 17 синдикати. Сметавме дека повеќе вака не може да оди. Подпишавме меморандум за соработка, за заедничко действување, за помагање и да кажам на некој начин за враќање на синдикализмот на изворните принципи. Да им објасниме на луѓето зошто постоиме, бидејќи не сакаме да дозволиме тие синдикати кои се пасивни или постојат само ради себе или заради луѓето кои се начело, да не влечат назад и заедно со нив да пропадне. Добро, каква е таа поделеност сега помеѓу синдикатите? Во последно време има се повеќе обвинувања помеѓу вас и Живко Митревски, сега тој не е во моментов тука, малце дека го спомнувам бидејќи беше поканет, меѓутоа тој
обвинува дека вие сте го наместили изборот за председател на УПОС. Вие го обвинувате дека нестатутарно е председател на ССМ. Зашто е ваквата поделеност во синдикатот? Зашто не може да се најде заеднички јазик помеѓу УПОС и ССМ? Не само меѓу УПОС и ССМ. Има повеќе синдикати кои не може да дадат заеднички јазик. Основниот проблем е што секој председател на ССМ со неговото устоличување мисли дека е газда на синдикатите и дека тој треба да ќе умандува. Напротив, Сојузот на синдикатите е составен од грански, самостојни синдикати кои имаат своји органи и тела. УПОС не дозволи Живко Митревски да се меша во политиката и да биде продолжена рака на власта. Тука е главниот спор. Не би сакал да ги коментирам изборот на председател на ССМ, иако јас на тоа имам право. Председателот на ССМ не го избра синдикатите, тоа слободно можам да кажам, го избра некои други структури, а што се однесува до изборот во УПОС, слободно можам да кажам дека беше демократски, меѓутоа поттикнат и направени сценарија од страна на председателот на ССМ да покаже дека навистина кај нас не е изборот легитимен, а кај него дека е. Значи, тоа е мешање во работа на председателот на ССМ. Председателот на ССМ треба да допушти синдикатите самостојно да си ја работата, бидејќи јас како председател на грански синдикат не одговарам пред председателот на ССМ, туку пред моето членство. Тие ме бираат и пред нив одговарам. Додека председателот на ССМ, во случајот Живко Митревски, одговара пред нас. И треба да поднесе сметка за своето работење. Едно пластично, значи председателот на ССМ е еднаков со сите нас. Значи во делот, кај што е председател на синдикатот шумарство, дрвна индустрија и така натаму. А како председател на ССМ, значи можам да речем дека неговата позиција е послаба во однос на секој председател на грански синдикат. Зошто? Затоа што во синдикатот кој го водам јас, дали бил Живко Митревски, дали бил Ванчо Муратовски или не знам кој друг, може да дојде на седница, може да посети фирма. Јас ако го повикам и јас ако му дадам збор на седницата. Значи, а обратното не може. Јас по функција како председател на грански синдикат сум член на председателството на ССМ. Заради тоа здружување, сите ние синдикатите имаме членови и делегати во Советот кој е највисок орган. Значи, сите одлуки што се носат во ССМ зависат од представниците на гранските синдикати, а сите одлуки што се носат во гранските синдикати не зависат од ССМ. Значи, фактички, ние велиме дека англиска кралица треба да биде председателот да ја представува само организацијата. Меѓутоа, кај нас во континуитет, уште од Живко Митревски, е вели, јас сум, ако е председател на Сојуз, значи дека тој е фактички премиерот, кој може секој ден да рече го разрешувам, овој министер го разрешувам. Кај нас тоа не може, бидејќи нити не бира, нити не предлага, а обратното, ние го бираме, ние го предлагаме. Има совет за тоа? Апсолутно. И Конгресот го сочинуваат делегати од гранските синдикати. Значи, тоа не може да се надмине и затоа доаѓаат до овие судири. И една реченица околу политизираноста. Апсолутно во овој момент, покај што е разединето синдикалното движење во Македонија е исполитизирано. Не затоа што владите во континуитет наназад притискале да ние прифатиме некоја нивна игра. Напротив, нашите челници со одредени и лица околу него сами се туркаме да се наметниме, да покажеме лојалност. Нормално тоа си резултира со вакви привилегии и онакви. Ако земите кому жена му е работена, кому децата, кому унапредување добила до вчера директорка, сега и така натаму, ќе најдете еден куп такви во Сојузот на синдикатите и во Конфедерацијата на слободни синдикати. Епа нормално, тоа пикање да седнеш во скут нечи и ќе ти направат и услуга. Така, да ги спомнеме само и законите кои што се донесува овие претходни години, значи закон за психичко малтретирање на работно место или закон за мобинг, воведување на минимална плата, закон за работни односи, К15, регрес за годишен одмор. Дел од овие закони, ако не и сите, веќе беа од страна на Живко Митревски представени како европски. Колку според вас се применливи на терен и даваат резултати за подобрување на работничките права? Јас мислам дека сите овие закони што ги спомнавте даваат одреден придонес на подобрување на работничките права.
не може да кажеме дека Законот за минимална плата не дал одреден импулс на зголемување на платите во Република Македонија, иако во пракса се случи некаде на некои работни места дури се намалија платите. Тоа се оние мали фамилиарни фирми каде луѓето ниту толку се информирани, ниту знаат што значи минимална плата. Па тие сватија као таа е плата која може да се дава и треба да се дава, па оние што има повеќе од тоа и го скратија платата, но тоа се навистина мали компании кои немаат капацитети да ги пратат законите. Ниту закон за безбедност и здраве, преработа, ниту па да влијат, ниту се вклучени во социјален диалог. Но факт е дека постепеното покачување на минималната плата, па дури и за овие сектори кои имаа помала плата од 50% од просекот во моментот на донесување, значи тоа е текстилот, кожарството, дрвната индустрија, веќе во 2018 година тие ќе ја достигнат платата која е моментално за останатото стопанство и мислам дека тоа го покажува статистичките податоци. Сега, во Македонија недостасува, знаете, некоја по-експертска анализа, по-научна анализа да се види колку влијаело Законот за минимална плата зголемување на просекот на платите по гранки, а колку е резултат на тоа што во одредени гранки веќе нема доволно работници, се соочуваат со недостиг на кадар, значи и тоа има влијание. Што се однесува до другите закони, Закон за безбедност и здраве и преработа беше спомнат овде. Тоа е еден одличен закон кој за жал се претвори повеќе во формалност. Значи, работодавачите инвестираат доста средства, изработија проценка на ризик за секое работно место, изјава за безбедност, достојно мислам дека се почитуваат прегледите здравствени и така натаму, но во пракса на градилишта или во земјоделие или било каде се уште имаме смртни случаи што е недозволливо. Дури некоја статистика покажува дека е за овие 5 години зголемен бројот на смртни случаи. Зошто е тоа така? Затоа што тоа е баш овој закон што закон на хартија функционира. Значи, кај работодавачите имаме сигурно по 2-3 илјади листа напишана хартија, која ќе дојде инспекторот, му го покажуваме и вика, окей, све имате, се е окей. Но тоа не е спуштено во пракса на работно место. Една од причините зошто е тоа така, затоа моје мислење лично е дека многу дадовме права поголеми на надворешните стручни лица, кои доаѓаат кај нас, ги прават тие copy-paste анализи и ни ги оставаат и викаат, сега за пред инспектор сте окей. Додека стручните лица вработени во компании, кои се секојдневно на работните места, се претвори во обичен советодател на работодавачот, евентуално ако опрашат за набавка некоја нова опрема и така натаму. Значи, ако сакаме законот да заживее вистински, а тоа е целта на законот, мора и ова на синдикатите исто да учествуваат во тој диалог за работно место. Па јас сум сигурен дека синдикалниот представник многу ќе даде подобар импулс позитивен за подобрување на здравјето на работниците, него некое стручно лице кое дојде од некој кој никогаш не дошло и никогаш не работел во пракса. Значи, ние дури правиме еден проект, ќе ги слушнеме сите мисли на нашите членки. Сакаме овој закон да предложиме одредени измени со цел законот на вистина да функционира како што треба. Значи, законите во Македонија кои се донесуваат, излегува дека ни е целта да го донесеме законот. А потоа имплементацијата малку кој ја гледа. Ние сега јас читав некое истражување во Македонија после колку десетина години за ефектите од рамните даноци. Замислите. Значи, тоа требаше првите 2-3 години веќе да имаме ние анализа или прв пат зборуваме за тоа, за ефектите од странските инвестиции. За овие работи треба постојано да се пратат и да се нудат решенија за подобрување. Колку се изигрува на терен законот за К15? Колку газдите бараат дупки да го изиграат овој закон? Да почнем од почеток, значи К15 или регрес за годишен одмор предвиден уште во колективниот договор, општи колективен договор за стопанство од 2007 година. Но со една несреќна, непрецизна одредба дека кај што не беше утврден износот, па малку кои од компании тоа го почитуваат, значи правото беше дадено од 2007 година. Ние видовме дека во тој случај дека тоа е што викаат србите мртво слово на папиру, дека не се почитува, дури имаше различни судски пресуди така натаму и затоа со измените 2013 година, крајот 2013 година, ги поделивме тие две права, правото на регрес за годишен одмор и правото на новогодишен надомест, каде едното го ставивме како можност по одлука на работодавача, додека правото на регрес го предвидивме како задолжително. Но што се случи во 2014 година? Вистина се случи и компании кои имале огромна загуба, имаа повеќе од 3 месеца неисплатени плати, а добива решение од инспекциите
нормално инспекторот за труд е надлежен и за контрола на општиот колективен договор, не само на законот за работни односи, каде што мора да исплата и К15. И тоа во тој случај на вистина представуваше огромен товар, дури ја доведуваше фирмата во стечај. Затоа со измената во 2015 година оставивме една можност, значи правото останува, износ од 40% од prosечна плата останува за компании кои имаат финански потешкоти во работењето, работодавецот и синдикатот да седнат на заедничка маса, да разговараат за тоа каква е ситуацијата во компанијата, има ли доволно средства, дали евентуалната исплата би можело да наруши исплатата, редовна исплата на платите и така натаму. Иако имаше идеи дека требало да ставиме некои мерливи инструменти, да речеме категории како што е загуба, неликвидност, блокирана сметка и така натаму, ние баш поради ова цел сакавме да го стимулираме социјалниот диалог на ниво на секоја компанија, се одлучивме за ова решение. Може не е идеално решението, може би треба да го доработиме, а најдобро е тоа да се доработи со гранските колективни договори. Значи, гранскиот колективен договор може слободно да предвиде кои се тоа услови во кога работодавачот не може да го исплати К15. Бидејќи, знаете, од компанија до компанија, од сектор до сектор има многу големи разлики и најдобро е тоа на ниво на гранка да се прецизира. Така, ако не е профитабилен и нема што да исплати. Значи, вака, Ангел доста го елаборира и мислам јасно е тоа прашање. Значи, тоа не е врзано со закон, тоа како партнери го договоривме, се јавија заради сите овие состојби, што надворешни, што внатрешни кризи, минатата година се промени во еден дел и мислам тука и ние одигравме конструктивна улога, бејќи реално сега ако некој 5-6 плати не зел, а да бара регрес, поубаво нека му ги исплати работодавачот платите, па регресот после. Меѓутоа другиве закони. Законот за мобинг повеќе е декларативен. Затоа што во него нема ништо што упатува дека што ако се утврди дека стварно во предпријатието кај што е ангел менаџер или работодавач има мобинг. Ништо. Се завршува тука. Која е санкцијата? Нема санкции. Пак мора на суд да се. Не, значи на суд и се суд треба, вештаци, па едно друго. Второ, и таков како што е да рече многу работодавачи не ги имаат одредено тие лица што треба да играат улога некоја на помирувачи, посредници и така натаму. Значи, а законот за минимална плата точно дека стави на нешто темел, меѓутоа не е утврдена на начин како што секаде се утврдува партнерите да ја утврдат. Се сложуваш, Ангел? Партнерите. Таа гледате, ја објавува дали премиерот или министерот за труд и така натаму, меѓутоа ние тргнавме со параметри, почнавме да работиме, дебатиравме дали ќе биде социјална или економска категорија, затоа што стварно може некојаш како социјален аспект и 10 и 15 е мала, али како економска категорија дали тој воопшто може да работи со таква плата. Ние нема дилема дека платите во Македонија се ниски. Меѓутоа, има гранки кај што можат да платат, има кај што нема. Ви ако ви го кажам случајот со фени кавадарци, неспорно дека имаат релативно високи плати во однос на другата. Меѓутоа, 2008 година фени кавадарци дневно правеше екстра профит од 1 милион евра. А ние се расправавме дали ќе ја крениме платата 2% или 3%. Дневен профит 1 милион евра. Таа година покажа негде према завршните сметки што ги елаборираше Ставрески дека околу 300 милиони долари добитка. И рачуните, ние се расправавме 2% дали ќе се вгради во платата пораз, затоа што немаше пораз на животни трошоци, имате поголеми плати, гледајте го опружувањето и така натаму. Значи, таму борбата треба да биде. Таму јас ќе го сватам секој работодавач кој ќе рече ова. Бирајте, или да затворам, затоа што ако е процес врзан, тој не може да ќе го намалам бројот на работници. А ако си се засебни линии, така ќе видиш која му е најпродуктивна од тие ќе ја задржи и ќе рече за нив, ево ќе зголем плата, ама другите кои не имаат против, нема да правам загуба јас. Значи, затоа треба да профункционира тој социјален диалог и помалку да ни се наметнуваат закони. А проблемот за непочитување на законите во сите сфери во Македонија, само во ова, земи од која сакаш област, значи, зошто толку судења и тужења има низ Македонија кој ни една држава во свет? Јас сакам да се надоврзам неколку работи во врска со прашање. Значи, мене, како синдикалец, ми смета изјавата на председателот Митревски дека ова е историски успех на синдикатот.
Мислам дека треба да се внимава во изјавите. Јас се согласувам што ова колегата Ангел го кажа. Значеше поместување напред и мислам дека одигра позитивна улога. Меѓутоа, дека е историски успех на синдикатот, чисто се сомневам. Друго, за ниедно прашање кое синдикатот го издействува, не можеме да кажеме дека историски. И јас мислам дека таа изјава историски многу повеќе се однесуваше со изјавата на министерот за труд. И тука мислам дека настана огромно иритирање на членството, кое и на позитивните работи веќе гледа негативно. Друго, околу исплатата на К15, добро што колегата Пеце кажа, дека не се работи за законско решение, туку за право утворено во колективен договор. И тука мислам дека Сојузот на синдикатите на Македонија одигра една негативна улога, затоа што здружени во Сојузот, како синдикати од јавен сектор, не се изборивме за регрес за годишен умор и за јавниот сектор. И мислам дека ова прашање е останато отворено и се прави, да кажам, една нееднаквост меѓу работниците и незадоволство. Од друга страна, законот за мобинг и некои други закони, како што рече колегата Пеце, се повеќе мртво слово на хартија, затоа што во јавниот сектор, слободно можам да кажам, дека ние имаме секојдневен политички мобинг врз членовите. Иако тоа не го пријавуваат, меѓутоа го има, ние, да речеме, одредени влијанија, закани врз работниците, натаму не можеме да го докажеме бидејќи треба да подпише некој изјава дека тоа се случило. Вие од 1000 луѓе ќе кажете дека некој го мобира, меѓутоа не можете нити една изјава да добиете, така да тоа е повеќе декларативно и нешто многу посуштински треба да се менува во тој закон, особено што денове прочитав дека добиена конечно една пресуда за мобинг после толку години. Во јавниот сектор. И то во јавниот сектор, да. Значи, има дефектни закони, зошто доаѓа до ова? Затоа што, пак ќе се навратиме на она болка, Сојузот на синдикатите на Македонија, односно представникот, председателот, било кој, не може на социјално-економскиот совет да истапува и во јавност со собствени лични ставови. Тој мора да биде овластен од синдикатите кои се засегнати со овие прашања и врз основа на заеднички изградени ставови да настапи во јавност и во социјално-економски совет. За жал, сега ситуацијата не е така. Председателот на ССМ настапува во свое име. Така, колку синдикатите значат поддршка, ќе ми одговорите на ова прашање по последниот блок на реклами за вечера. Синдикални движења и работнички права, тема на вечерашната дебата на телевизија Нова. Колку синдикатите застануваат во одбрана на своето членство? Значи, ние би можеле да зборуваме за секој за своите синдикати, не би можеле, бидејќи некоректно е да зборуваме за активност за другите синдикати, бидејќи тие одговарат само пред нивните членови. Како што реков, ние можеме да зборуваме за Сојузот како членка и за неговата работа, и за работа на председателот на ССМ, меѓутоа некоректно е да зборуваме за одредени синдикати како тие ги застапуваат своите работници. На што ми интересира, на што најмногу се жалат работниците? Па мислам дека и тука Кои права им се прекршени најмногу? има разлика од синдикат до синдикат. Ево кај нас во нашиот синдикат имаме во поглед на исплата на надоместоци, на прековременна работа која се заменува со слободни денови, на ноќната работа и така натаму, на правото на регрес кој не е утворен со колективен договор, меѓутоа како право го барат, на дисциплински постапки и така натаму. Значи, можам да кажам дека имаме ние учество во дисциплинските постапки, меѓутоа огромното влијание на работодавачот некаде не дава резултати, па се случува во дисциплинска постапка во која и синдикатот е застапен, да синдикалниот представник, иако другите гласаат да се прифати приговорот на нашиот член, синдикалецот заради страф од влијанието на работодавачите гласа обратно. Што е апсурд, иако го нема во многу случаи, нашите синдикални представници апсолутно се залагат и можам да кажам дека сме успешни. Меѓутоа ова го кажувам како еден апсурд кој не сме да се случи. Господин Димитров, колку бизнис заедницата е задоволна од стимулациите на владата за отварање на нови работни места? Се почувствували малце раздвижување на пазарот на труд? Па јас читав една анализа за ефектите од активните политики за вработување. Можеби анализа е малку
пред овие последни мерки со проектот Македонија вработува, но мислам дека резултатите од анализата се многу добри и се моето мислење е во соглас со таа анализа. А тоа е дека Македонија има навистина огромен број на такви активни политики и мерки кои даваат многу добри резултати. Дури таму во анализата утврдено дека дури по процентот на остварени работни места според средствата што се уложени, сме некаде пред овие другите балкански држави, но и таму со право се укажува дека Македонија многу малку средства вложува таму. Значи, ние имаме еден куп проекти каде што се распишува одреден оглас, каде што треба се вработи, да речеме, 20 самохрани мајки или не знам од ромска популација или било кој кого како пример го кажувам, и сега замислите ако конкурират 50, тие 30 ќе бидат вратени. Или имаме проект за некаква преквалификација, тоа не значи дека секој работодавач што сака да искористи преквалификација, ќе добие такво нешто. Значи тој мора да поднесе барање, се има оглас, па се разгледува, значи некои добиваат, некои не. Македонија по средствата што ги издвојува, недоволно покажува интерес за тоа. Дури дел од тие проекти се финансирани од нашите земји поддржувачи, од USAID, од Европска унија и така натаму. Значи Македонија мора да издвои повеќе средства, затоа што тоа е интерес на сите нас. Значи целите кои се објавуваат за распишување на такви огласи се окей. И проектите се многу добри, но од друга страна, заради ограниченост на средствата, ние тоа не може да оствариме. Сега доаѓаме до тоа што е приоритет наш. Дали изградба некои големи инфраструктурни објекти, дали украсување на Скопје, дали ваквите активни политики, зашто треба повеќе средства да даваме. Ја често го спомнам ова овде како пример за тој приоритет, да речеме гасификацијата. Сите влади до сега во своите изборни програми и во програмата за работа гасификација стават на прво место. Со право ја стават на прво место затоа што навистина и ние како бизнисмени очекуваме многу позитивни ефекти од намалување на трошоци за грејење, ладење, технолошка пари и така натаму. Од друга страна, ако ги видите средствата што се издвојуваат од буџетот, се минимални. Значи едно е она што го пропагираме, друго е она што го издвојуваме. Во Македонија, јас би рекол вака, ако го гледате буџет во Република Македонија, само две ставки се навистина озбилно стимулирани. Тоа е земјоделието со субвенциите, околу 130 милиони евра, и она што недоволно ја знаеме е стимулирање странските инвестиции со поврат дел од инвестицијата. Додека она другото е навистина оправдано, но средства се многу мали. Замислете за развој на преработувачка индустрија има 5 милиона евра годишно за целата преработувачка индустрија. Колку политичката криза влие сега врз бизнисот? Политичката криза по дефиниција влие, особено на новите инвестиции. Дали се тоа странски или домашни инвестиции, дали се работи за ширење на капацитет и набавка на нова опрема, секој работодавач во ваква политичка ситуација би се размислил добро дали да инвестира. Додека оние бизниси кои работат и во овој момент, тие немаат каде. Тие го започнале бизнисот, вработиле луѓе, се задолжиле, ставиле хипотека на недвижности, тие мораат да се борат и во ваква ситуација и да изноѓаат и нови пазари, и на домашниот пазар и така натаму. Значи, политичката криза навистина негативно влие од различни аспекти, од многу аспекти, но ние многу малку влијаеме на тоа као здруженија, као синдикати или работодавачи, останува граѓаните на Република Македонија да си го кажат свој став. Имам уште едно прашање за тројцата, бидејќи времето полека ни измина. Која е пораката што ќе се испрати од ова студио до идниот парламентарен состав, до идната влада? Какво законско решение треба да се изработи за работничките права во Македонија да се подигнат на едно повисоко ниво? Истерски со вас. Значи, прво, ево една реченица околу политичката криза. Во 30 секунди ве молам тројцата, бидејќи... Значи, во овие преговори што траат, не можат да бидат заобиколени овие структури организирани, кои носат голем дел од одговорноста за состојбите во државата, кои би се случувале понатаму. Што се однесува до социјалните права, значи правата од работен однос, значи наша препорака е да сите закони се носат на еден начин со соседнување, разговарање с сите заинтересирани партнери, буквално со еден консензус за да нема конфликти, затоа што во нормална атмосфера нормално може да се работи и напредува. Само еден пример ќе ви кажам. Јас седнав со еден бивши министер за труд во Словенија. Вели, 3 работи што ги направивме, не ги признае сите влади после нас. Значи, влегувањето во ЕУ, НАТО
И законот за работни односи кој го донесовме со консензус, рече, со трите партнери. Сите влади, вклучувајќи и десните, како Јанша, како друго, го признаа тоа и прифатија како добра работа. Значи, исклучувајќи ги другите работи што ги прават. Јас мислам дека треба да се донесе нов закон за работни односи меѓу трите социјални партнери со опсежна анализа и дискусија, бидејќи законот него донесување 15-16 пати е менуван. Во делот на јавниот сектор, бидејќи ги застапуваме тие интересни членовите, веќе 2 години јавноста знае, водиме, да кажем, една вистинска војна да докажеме дека овој закон за административни службеници е неприменлив, дека е многу рестриктивен, дека е противработнички и така натаму. Мислам дека и предлагачот и владата сваќаат, меѓутоа грешката тешко се признава и одат. Па така, чекор по чекор прават измени и повлекување. Странскиот јазик кој ги вознемери духовите, го повлекува со измени на законот. Сега гледам во некои јавни предпријатија во делот на управните одбори, некои сертификати ги повлекуваат. Значи, се беа тоа барања на синдикатот, меѓутоа, ние разговаравме со Министерството, но немавме вистински социјален диалог. Тие, како што кажа, не отстапуваме ни милиметар. Не е тоа социјален диалог и јас сум уверен дека било која народна влада ќе мора да го прифати ова и да направи измени, односно да донесе комплетно нов закон за административни службеници. Димитро, молам во 20 секунди. Па мислам дека закон за работни односи е добра база, му треба мало до уредување, до прецизирање на одредени одредби. Ево примерот од Словенија е најдобар. Во Словенија имаше слична одредба како кај нас, да речеме, ево пример за вработување на жена, работа на жена ноќна смена. Кај нас се уште е таа одредба толку рестриктивна да жената во суштина не може да работи било во која гранка повеќе од 2 часа, меѓу 22 часа од денеска и утрето до 6. А додека словенците рекоа вака, не треба таква заштита, ни треба заштита само на бребената жена. Бидејќи таква голема заштита на еден начин е хендикеп на жените да се вработуваат. Значи треба правата ако треба некаде да се намалат, но на вистина да се створат услови за вистинско почитување на закон. Така, господа, ви благодарам за гостувањето. Почитувани вас, ви благодарам за вниманието. Останете на телевизија Нова, следува нов информативен блог со најновите вести од земјава и светот.